a screensaver, and it's hotels. It's on the mobile phone. The application is the same. Почитувани видеоми, почитувани граѓани, денес ми е драго што во општина Неготино заедно со градоначалникот, представникот на Европската делегација господинот Бертолини, министерот за земјоделие Трајан Димковски, заедно посетивме една инвестиција во оваа општина која што директно вложува во подобрување на социјоекономскиот живот на граѓаните во оваа општина, но исто така и културниот живот. Оваа инвестиција се однесува на вложувања кои што се во винскиот туризам, апитуризмот и екотуризмот. И како држава сметам дека навистина на овој начин може да ги направиме општините многу поатрактивни места за посета и на домашни туристи, но и на странски туристи. Дополнително, на овој начин се отвараат и нови работни места, кои што се значени да младите останат и да го продолжат својот живот и во регионите кои што не се доволно развиени. Сметам дека како влада покажавме што значи директна инвестиција во секој регион подеднакво и развој на сите општини подеднакво, се со цел да обезбедиме квалитетен живот за сите наши граѓани и сограѓани. Ова инвестиција која што е тука е благодарение на Европската унија и изнесува 16 милиони денари, кој што е значајно и кој што директно ќе влие да понатаму општината ги развива овие објекти кои што се реконструираат и да може да ги развива и винскиот и апитуризмот кои што се развиваат во нивниот град и околу нивниот град. Благодарам. Еве, денеска имавме прилика заедно со градоначалникот на општината Неготино, со Никола Бертолини, представник на ЕУ делегацијата, вице-премиерката Мила Царовска, да видиме како на еден објект може да се иновативно да се пристапи, во еден запуштен објект, ако може така да се каже, кој е дел, и ова е добра прилика да се види дека преку ЕУ фондовите покрај ИПАР 2 програмата кои што се финансираат за развој на руралните средини, можеме да видиме дека преку други компоненти како можат парите да бидат наменски искористени во една ваква локација каде што еден апицентар ќе прерасне во еден центар за едукација, обука, а секако во иднина и за едни летни кампови каде што можат пчеларите да се дружат, да разговараат помеѓу себе за развој на еден и како битен водни сектор кај нас. Само да напоменам колку е значно и како развој има само за 2020, бидејќи само што заврши и пријавувањето за субвенции, 309.000 пчелни семејства се имаат пријавено, а тоа е еден доказ дека секоја година постојано 20 до 30.000 некаде во просек пчелни семејства се зголемуваат, инаку за последните 3 години, значи некаде околу 30% се има зголемено присуството на пчелите, така да ова е една убава прилика за да понатаму се одржи и ова локација и ова средина, а секако и сектор значен кој може да го зголеми учеството на пазарот на домашниот мед. Благодарам. Dear Deputy Prime Minister, dear Mayor, dear ladies and gentlemen, we are in a beautiful place and we are doing something useful. B economy brings me to a couple of important elements of all our systems. First is the local people that rely on economic factors. They have to live. And bee production is a very important sector. The second element is the young people. We are doing this because we need the young people to remain in the country and to be part of the development of the country. The third element is the honey. The honey is sweet. Such sweet that should sweeten our life. We should have a sweet life and be happy and look at the future with a very sweet mouth. Thank you. Може. Денеска сме во посета заедно со господинот Никола Бертолини, раководител на делението на Европската унија во Република Северна Македонија, заедно со министерката за економски прашања или вице-премиерката господин Мила Царовска, министерот за земјоделие Трајан Димковски, да направиме посета на проектот од ИПА 2 програмата, финансиран од Европската унија за апи и екотуризам во општина Неготино.
овој проект, како што кажав, е финансиран од Европската унија со цел и намена за развој на туризмот, посебно за винскиот туризам, бидејќи Неготино е град на виното и грозјето. Со овој проект постигнуваме неколку цели, а тоа е освен развојот на туризмот, развој и на економскиот дел на градот. Проектот Вински апи екотуризам опфаќа повеќе сегменти и тоа се уредување на жардинерии на влезот во град Неготино, уредување партерно овде на оваа место во пчелниот парк во Вешје, заедно со ова зграда позади нас, која е Вински апи центар. Се работи исто во делот на градскиот плоштад, каде што имаме уредување на летниковец, заедно со жардинерии, во кои што имаме и дополнителни 3 кучички за истекнување на производите баш од овој сектор, односно од винскиот дел. Се работи и на Желковата куќа, тоа е исто винска архива, каде што може индивидуалните производители на грозје да го изложат својот производ, да покажеме и да му додадеме дополнителна вредност на самите земјоделци, да може да ги промовираат своите производи. Голема благодарност од општина Неготино за Европската унија, како и на владата на Република Северна Македонија. Се надеваме дека во натамошниот период понатака ќе соработуваме со цел за подобар економски развој на општина Неготино.